Наместо да завршуваат во контејнер фрлени до некоја зграда или куќа, починатите домашни миленици да се закупуваат на соодветно место. Општините ќе имаат можност да градат гробишта за домашни миленици. Целта е граѓаните да не ги копаат скришно своите умрени домашни миленици на јавни места и за тоа да бидат казнети или да ги остават во контејнер, каде скапуваат и испуштаат неподнослива миризба. Повозрастните граѓани на терен во Штип се со поделено мислење во врска со прашањето дали на ниво на општината треба да се изгради гробишта за домашни миленици. Негативниот став за ова прашање лежи во помислата дали треба да се плаќа за одржување на истата. Па може и треба да има вака, не да го фрле покрај некоја зграда, куќа таму го фрле го, па се мирише тоа. Да, за тоа. По нека направат така. Те во Скопје таму ка предложува да се направи така, нели како. Треба ли? Па може ќе треба, има доста куќиња, има такви работи. Требало да се правиме и тоалите плаќаме малку, нека плаќаме по тоали. Кој се чува, нека се чува за гробище, не знам гробище. За нас нема гробище, за куќиња гробище. Треба се кој се чува да се чува дома. Ако се чуваш нема да умре, ова не ги чуваат. Од Агенцијата за храна и ветеринарство информираат дека се одржани состаноци со министерот за локална самоуправа, како и председателот на ЗИЛС на кој се разговарало за оваа тема. Ова ќе представува решавање на децениски проблеми крај на практиката. По смртта труповите на милениците да се фрлаат заедно со комуналниот отпад или да се закопуваат на јавни површини и на други несоодветни локации за таа намена, зашто ќе треба да се направи соодветна измена на одредени законски решенија. Дополнително на состаноците бил ставен акцент и на предложените решенија за намалување на популацијата на бездомни животни, преку воспоставување систем на прифатилишта во секоја локална самоуправа.